Добро. Најпрво да ви посакам добар ден на сите и да ви се заблагодарам за присуството на оваа виртуелна презентација на проектот или виртуелен прв состанок, прв почетен состанок. Проектот се вика Стандарди за одличност, инвестирај во доверба и сервиси за енергетски менаџмент прилагодени на локалните самоуправи во Источна Европа. И проектот е финансиран од програмата Хоризонт 2020 на Европската Унија. Го пишувавме минатото лето во соработка со уште 9 партнери од повеќе европски земји. И во самиот проект од Македонија се вклучени 3 општини. Тоа се општина Карпош, општина Кочани и општина Кичево. Проектот се однесува на воведување на стандарди за енергетска ефикасност во локалната самоуправа, следење и мониторинг на енергетската ефикасност на локално ниво. Тие стандарди се всушност методологијата на Европската агенција за стандарди или European Energy Award. Тоа така award, нели, асоцира на некаква награда, меѓутоа станува збор за стандардизација на 6 области од работењето на локалната самоуправа од аспект на енергетска ефикасност. Денес ќе слушнеме нешто повеќе за самиот проект во детали и јас не би го трошела времето понатаму на објаснување, само да ги поздравам и сите присутни уште еднаш и да се заблагодарам за присуството на градоначалниците на Карпош и на општина Кочани, исто така и на представникот на Министерството за економија на госпоѓа Валентина Старделова, раководител на секторот за енергетика, кој што ќе се обратат денеска на овој настан и со тоа ќе изразат својата поддршка за проектот. Најпрво ќе го поканам Зоран Костов, извршниот директор на Хабитат Македонија, за да се обрати и да даде едно воведно излагање за овој настан. Зоки, повели. Благодарам, Лиле. Поздрав и од мене. И од мене благодарност до сите присутни во овие исклучителни времиња што наоѓаат време, фокус, концентрација, интерес да се посветат на проекти кои што се дел од редовната работа на Хабитат многу години, меѓутоа во услови на пандемија и глобална криза, веројатно не и од витално значење за тековно секојдневие што го живееме. Меѓутоа, животот мора да тече на директен или индиректен начин. Ова е секако поврзано со нашата заедничка благосостојба, така да ние едноставно му го придаваме значењето што го заслужува. Мислам на проектот и на темата која генерално Хабитат ја обработува, да речам, повеќе од 10 години. Се познаваме меѓу себе, мислам дека најголемиот дел од нас и мислам дека нема потреба да се представуваме, меѓутоа накратко само еве да споменам дека Хабитат имплементира мерки за енергетска ефикасност, мислам од 2009 година или 2010. Своевремено тоа го почнавме со општина Карпош. Тоа е една долгогодишна соработка со ова општина, а во меѓувреме тие мерки за имплементација ги проширивме на 10 до 15 општини, каде што заедно со локалната самоуправа работиме на унапредување на енергетската ефикасност на стамбениот сектор, значи главно на резиденцијалните згради, зградите за домување, за да од имплементација на мерки кои што имаат и своји резултати, поминеме последниве години и на проширување на дејностите во областа на енергетска ефикасност, за која би кажал нешто дополнително. Она што е важно за имплементираните мерки, се амбициравме пред некоја година да дори квантифицираме какви резултати имаме постигнато и со некои емпириски методи дојдовме до некои сознанија дека
на зградите на кои имаме интервенирано од 2009 година па навамо, тоа се десетици и десетици згради, успеваме да постигнеме годишна заштеда на потрошувачка на енергија од околу 8000 мегават часови. Ја намалуваме емисијата на јаглероден диоксид во атмосферата за околу 4000 тони годишно, и сето тоа придонесува меѓу другото и за намалување на загадувањето, што е актуелна тема и што е на некој начин поврзана и со пандемија, зголемувајќи го ризикот од заболување. А да при тоа еден од клучните резултати е намалувањето на потрошувачката на енергија и придонесување кон заштедите за семејните буџети на граѓаните кои што живеат во стамбените објекти каде што се спроведени овие мерки за енергетска ефикасност. Споменав дека последниве години го проширивме опсегот на активности кои што ја обработуваат оваа тема, која што ја земаат оваа тема во предвид. Работиме заедно со Министерството за транспорт и врски на унапредување на некои решенија во Законот за домување. Работиме заедно со Министерството за економија на една методологија со која ќе направиме енергетска карактеризација на стамбениот фонд во Македонија, што е потребно за идната стратегија за енергетска обнова на зградите согласно Законот за енергетска ефикасност. А мислам дека поголем дел од вас знаат, уште од 2015 согласно Законот за домување работиме и на изработка на регистарот на стамбени згради и станови во Македонија, кој што е практично еден своевиден попис кој што во отсуство на официјални податоци за состојбата на населението и на стамбениот фонд се од мислам витално значење за оваа област. Последна година, или спомена минатото лето, тоа е всушност на лето од 2019 година, се вклучивме во неколку конзорциуми европски и за, не можам да речам за чудо, туку како резултат на напорна работа, конзорциумите во кои Хабитат Македонија беше вклучен и Хабидом, кој што е друштво формирано од Хабитат Македонија, успеа да добијат финансирање од Европската Унија за 3 различни проекти, а проектот Excite практично е еден од тие 3 проекти. Овој почетен киков состанок практично се однесува на еден од 3 проекти финансирани од програмата Хоризонт 2020. Мислам дека е од големо значење и за Хабитат Македонија и за нашите партнери, општините што партиципираат во овој проект, општините Карпош, Кочан и Кичево, да се бидат дел од некој конзорциум кој што спроведува програма финансирана од Европската Унија, конкретно програмава Хоризонт 2020, во услови кои ни се познати на различни видови на ограничување на нашиот пристап кон финансирање од Европска Унија. Ова е една отворена врата која нема да се затвори без оглед на овие пречки што ни се случуваат во последно време. И таа отворена врата треба да искористиме за наредните години да се вклучуваме во слични конзорциуми и да можеме да користиме дел од фондовите на Европска Унија за оваа намена. Така да можам да изразам само задоволство што во овој состав на релевантни луѓе, партнери, пријатели, поддржувачи на Хабитат го започнуваме овој проект. Можам да му посакам на проектот се најдобро, а уште еднаш благодарност за сите учесници за добрата волја, за интересот и за, да речам, наоѓањето фокус на оваа тема во услови кои веќе ги споменав, кои на сите ни се познати и кои не оставаат едноставно да ја работиме редовната работа онака како што сакаме да ја работиме, туку ја мораме вака со онлайн конференции да компензираме она што условите не ни го дозволуваат да го направиме со физичко присуство. Благодарам за приликата уште еднаш. Лиле, враќам кон тебе.
Микрофонот вклучила. Се извинувам, да. Ја замолувам господја Валентина Старделова, раководител на сектор за енергетика во Министерството за економија, да се обрати. И воедно да кажам дека Валентина е вклучена во советодавниот одбор на проектот, како еден од трите членови на тој советодавен одбор, така што имаме прилика да го кажеме нашето влијание и во рамките на целокупниот проект во 9 држави каде што се спроведува проект. Благодарам, Лилијана. Благодарност до Хабитат за досегашната успешна соработка со Министерството за економија. Вие сте еден од нашите партнери кои што помагаше и во текот на изготвување на законот за енергетска ефикасност и во оваа прилика би сакала јавно да се заблагодарам и како што кажавте, се уште, како што кажа господинот Зоран, се уште продолжува соработката во изработувањето на методологијата потребна за донесување на стратегијата за реконструкција на згради. Во оваа прилика би сакала да укажам дека политиките на владата во однос на енергетската транзиција се несомнено утврдени со стратегијата која што беше донесена од страна на владата. Стратегијата, зборувам за стратегијата за развој на енергетиката до 2040 година, каде меѓу другите столбови е назначен посебен столб за енергетска ефикасност, кој што всушност нуди патоказ како да се стигне до целите до 2040 година, кои мерки треба да се применат за успешна имплементација на зацртаните цели на енергетска транзиција и за одржлив развој. Она што во последниот период го работиме, а кое што би сакала да го напоменам во однос на овој проект кој што сега започнува е нашите напори за изготвување на националниот план за енергија и клима. Како што можеби сте веќе информирани, Министерството за економија во соработка со Министерството за животна средина преку работна група која што беше оформена уште во 2018 година за овој иден наш пат кон креирање на политики за зелен развој и зелен и одржлив развој, отпочна процес на изработка со техничка помош на МАНУ, процес на изработка на прв национален план за енергија и клима. Овој план всушност дава патоказ за разгледува сите 5 димензии на енергетската унија, односно декарбонизација, адресирање на 2 сегменти, каде што имаме намалување на емисиите на стакленички гасови, и тоа не само во секторот енергетика, туку и во други поврзани сектори, како што се земјоделието, отпадот, шумарството, водостопанството и така натаму. Понатаму зголемено искористување на обновливите извори на енергија, енергетската ефикасност како посебен столб, каде што се понудени 26 мерки како да се постигне целта до 2030, безбедноста во снабдувањето со енергија и внатрешниот пазар на енергија, каде што се вклучени пазарите на електрична енергија и природен газ и посебно поглавје истражување, иновации и конкурентност. Планот во наредниот период ќе биде надграден со специфични мерки кои треба да ја поттикнат економијата да се справи со последиците од COVID-19. Она што е значено е што видите како е важно е тоа што ние сме прва земја во енергетската заедница која што успеа да изработи ваков план за енергија и клима, кој што ги обединува сите политики кон еден зелен и одржлив развој. Енергетската заедница изминатиот месец издаде препораки за овој наш документ, кој што и се јавно објавени на веб страната на енергетската заедница, и тоа е насока всушност за сите земји потписнички на договорот за енергетска заедница како да ги подготват своите планови, значи не само за нас, туку и за останатите земји. Истовремено сакам да го информирам овој форум дека
Напоредно со изготвувањето на овој план, ние работиме на измени на Законот за енергетика, каде што се поведува правен основ за донесување на Националниот план за енергија и клима до 2030, начинот на неговото следење и имплементација, но истовремено и обврската за донесување на општински планови кои што всушност ќе овозможат реализацијата на овој национален плански документ. Во таа насока, отпочнувањето на овој проект е добредојден за нас, затоа што истовремено при донесување на стратешките документи ние ќе можеме преку методологијата која што ќе биде разработена во натамошните чекори од овој проект да всушност ги видиме практично како се имплементираат, кој е најдобриот начин всушност за да се пристапи кон изготвување на овие планови, да се начинот на собирање на податоци, кои се гаповите кои што постојат, како да се надминат тие и се со цел да стигнеме до она што всушност го бара регулативата за управување со енергијата. Јас не би должала повеќе со цел да имаме повеќе време за да можеме да се осврнеме конкретно на овој проект и на резултатите кои се очекуваат од него. Ви благодарам многу за поканата и очекувам на успешна соработка. Благодарам, Валентина. Го повикувам градоначалникот на општина Карпош да се обрати. Само да спомнам предходно дека со општина Карпош ја започнавме практично приказната со енергетската ефикасност уште во 2009 година, а општината е вклучена како таргет општина во двата проекти, во Excite и во ComAct, а во проектот Energy Measures кој што се имплементира од Хабидом е исто така вклучена општината, но можеби не толку како локална самоуправа, туку како број на згради кои што се менаџирани од оваа фирма. Така што во сите три проекти општина Карпош е константата, да кажем, во нашиот случај. Повелете, господин Богоев. Благодарам, добар ден на сите и од мене. Како што веќе спомнавте, драго ми е што повторно продолжува успешната соработка со Habitat. На повеќе фронтови, би се рекло, работиме и често пати се среќаваме, разменуваме идеи, секогаш излегуваат некои корисни аутпути од тие средби. Тука е Зоран, со него најчесто комуницираме, тука и Љупчо од кај мене од Оделението за енергетска ефикасност, кој што навистина со неговиот тим, да речам, напорно работат секојдневно за општина Карпош да биде и понатаму пионер во одредени практики и политики во делот на заштита на животна средина и енергетска ефикасност. Се заблагодарувам и на поканата од Habitat за да бидам тука и фактот што општина Карпош е една од трите општини каде што во Македонија ќе се спроведува проектот. Како што реков, ние како локална самоуправа сме и прилично активни во делот на енергетската ефикасност покрај нашите проекти, имајќи ја во предвид и финансиската состојба на општината, често пати аплицираме и пред други донатори и сме прилично успешни во тоа. На некој начин целата ситуација финансиска во општината не натерала да размислуваме и да работиме во таа насока и тоа ни отворило нови хоризонти дека има практично секогаш можат да се најдат пари за добра идеја и за добро сработен проект, особено кога е на полето на енергетската ефикасност и заштита на животната средина. Јас се надам и дека акцискиот план кој што ќе произлезе од овој проект уште повеќе ќе не насочи кон нашите приоритети, зборувам од аспект на општината. Добро е исто така што оваа година се става посебен акцент на климатските услови и промени, кои што нели се тесно поврзани и со аерозагадувањето, кое што е еден од главните би рекол проблеми, односно главните да не се проблеми, главните предизвици со кои што се соочува градот Скопје, од тука и општина Карпош како единица на локалната самоуправа во рамки на градот Скопје. Ние во 2021
година планираме како општина и реализација на проект кој што се вика мониторинг и управување со енергиите, електрична и топлинска, влегуваат во оваа тема, што генерално и предуслов за менаџирањето и управувањето со потрошувачката на енергија, а дополнително тука влегува и урбаната мобилност, бидејќи јавниот транспорт е на градот Скопје, како и комуналната хигиена и управувањето со отпадот влегуваат во делот на ингеренциите на градот Скопје, што еве тука имаме колеги од Кичево и од Кочани, таму не е таков случајот, меѓутоа градот Скопје и општините во рамки на градот Скопје нели имаат една посебна специфика, каде што добар дел од јавниот транспорт, односно целосно јавниот транспорт и управувањето со домашниот, односно комуналниот отпад се во ингеренција на градот Скопје. Значи, ние практично како општина Карпош во моментов работиме и на промена односно работиме на завршување на процедурата за промена на јавното осветлување со LED штедливи светилки. Значи, практично очекувам во првата половина на 2021 година веќе да стартува и со теренска работа, односно со конкретна промена на уличните светилки на територија на општината, по локалните улици, кои што се ингеренција на општината, нели имајќи го предвид она што претходно спомнав дека имаме и улици и булевари кои што се ингеренција на градот Скопје, од тука и осветлување кое што на тие улици и булевари е ингеренција на градот Скопје. Меѓутоа и спортските игралишта, училишните дворови и слично, се што е јавна површина со јавно осветлување е под ингеренција на општина Карпош и на овој начин да заштедиме средства на општината, средства кои што понатаму повторно ќе бидат искористени за проекти во рамки на енергетска ефикасност и заштита на животната средина. Изминатиот период мене ми е драго и ќе искористам оваа прилика нескромно да кажам дека во урбаното јадро на општина Карпош практично веќе не постои од лани, не постои објект кој што е ингеренција на општина Карпош, а кој што нема еколошки систем на ладење и грејење. Тоа го успеавме со промена, финалната промена на системот на ладење и грејење во градинката Пролет, во населбата Влаа 1, која што претходно се грееше на котли на нафта, сега се грее на термални пумпи и дополнително летниот период може нели да се лади на истите тие, со што се штедува и сума во сметките за грејење на градинката, меѓутоа уште побитно за мене, околу 200 до 300 килограми PM10 честички помалку во воздухот, односно 200 до 300 килограми PM10 честички помалку над главите на децата кои што биле и се уште згрижени во оваа градинка. Остана уште еден објект, зборував за урбаното јадро на Карпош, меѓутоа остана уште еден објект од ингеренција на општината кој што има нееколошки систем на ладење и на грејење, тоа е основното училиште Аврам Писевски во руралниот дел, односно во Бардовци, за кој што аплициравме веќе во Министерството за образование и наука со проект за промена на системот на грејење и на ладење по истиот терк како во градинката Пролет која што пред малку ја спомнав. Значи да сумирам, овој проект кој што денеска го разговараме и кој што се работи заедно со Хабитат и акцискиот план кој што треба да произлезе од овој проект, практично се компатибилни со она што се приоритети на општина Карпош за 2021 година, бидејќи навистина планираме во 2021 година навистина уште повеќе да се унапреди енергетската ефикасност на локално ниво и во една ваква ситуација и повторно имајќи ја во предвид финансиската состојба во општината, секоја помош како оваа денеска навистина ни е добре дојдена и навистина сме благодарни за истата, бидејќи овозможува општината да се движи напред и да имплементира креативни идеи и практики кои што ќе донесуваат во иднина заштеди, ќе бидат дел од борбата во делот на климатските промени и ќе бидат дел во борбата за намалување на загадувањето, а сепак некој се нашол да помогне со ноу-хау или да помогне со средства кои што во моментов општината ги нема. Така да благодарност уште еднаш до сите, особено до Зоран и до Хабитат. Јас ќе бидам уште некои десетина минути присутен на оваа средба, потоа Љупчо и Ивана ја гледам тука од општина Карпош ќе останат и понатаму и се надевам дека ќе имаме уште поуспешна соработка и дека за брзо ќе го имаме и акцискиот план и ќе можеме да продолжиме во негова имплементација. Благодарам уште еднаш на сите.
Ви благодарам многу, господин Богоев. Што туку ми јавија дека градоначалникот на Кочани се вклучи, така што го замолувам господин Николчо Илиев да се обрати на присутните. Сега ова е малце комплицирано дека го правиме, сите сме во различни канцеларии, се слушаме по Вибер за оваква комуникација и не сум сигурна дека е господинот Илиев вклучен на овој состанок. Тој го потврди своето учество и сега повторно со колегите да се слушна, предпоставувам дека добар ден. Во листата уште го нема. Да, може би го нема. Добро, доколку не е, ако се вклучи подоцна, ќе оставиме простор да ни се обрати. Од градоначалникот на општина Кичево немавме потврда за негово обраќање. И така и стои во агендата дека треба да се потврди, се до денес не потврди негово присуство, така што би предложила да поминеме понатаму на според агендата. Следното е презентација на проектот. Го замолувам Марио Великовиќ, кој што ќе биде координатор на проектот, да ја направи презентацијата на проектот, а потоа ќе имаме прилика, можеби и од сите присутни, да го кажете вашето мислење во врска со проектот и да го затвориме овој настан потоа. Марио, повели. Треба да го вклучи микрофонот Марио. Не гледам. Сега ќе јавам. Да, еве го вклучив, така. Благодарам. Поздрав до сите, ви благодарам за тоа што избравте дека ви е приоритет да слушнете малце повеќе за нашиот проект и да бидете дел од нашиот поширок тим, заеднички да направиме промена, која што ќе направи нешто добро за сите. Марио, пак си на мјут. Да, не се слушаш, дали... Се слушам сега, да. Добро, му дадов команда, ама техниката изгледа прави што сака. Добро, уште еднаш поздрав до сите, ви благодарам што избравте дека ви е приоритет да бидете со нас денес, но и понатаму во имплементација на овој важен проект, за кој што сме убедени дека ќе предизвика значајна промена и ќе донесе нов квалитет во животот на нашите граѓани. Проект градоначалникот на Кочани, па може би он ќе сака па да го продолжиме со Марио после. Да, благодарам, Љупчо. Марио, ќе те замолам да прекинеш презентацијава, па ќе продолжиме. Еве се вклучили градоначалникот на Кочани. Добар ден, господин Илиев. Добар ден и поздрав до организаторот и до учесниците на оваа конференција. Жалам се, извинувам што малку доцнам, меѓутоа сум надвор излезен на терен и не успеав да се вратам да се вклучам. Меѓутоа затоа сум сега тука и ќе останам посветен на оваа конференција до крајот. Да, ви благодарам. Дали сакате сега, гледам дека доаѓате од надвор и ние баш упатно сега да побараме да се обратите, дали сакате да ја слушнеме презентацијата па да им се обратите официјално на присутните? Да ја слушаме презентацијата, па ќе се обратам на присутните. Благодарам. Марио, повели. Добро. Еве, почнавме и да продолжиме веднаш. Значи, проектот се
Техниката се однесува како што сака таа, не како што ние сакаме, за жал. Добро. Мариела, ќе те замолам да почнеме со презентацијата. Значи, оваа презентација накратко ќе го презентираме проектот. Ќе проговориме малку за целите на проектот, клучните активности, целна група и заинтересираните страни, придобивки и очекувани резултати. Секако ќе подречам дека еден голем проект што ќе трае 3 години беше на вистина предизвик да се стави во 10 слайда и да се образложи, така да ќе ве поканам и дополнително доколку имате некои прашања потоа кој ќе заврши секако презентацијата, слободно да ги поставите за да можеме да ви одговориме. Значи целите, овој проект ќе планирано да оствари цели на национално и на локално ниво. На национално ниво целите ќе бидат промоција на ЕЕА, тоа е European Energy Award или ЕЕА методологија. Оваа методологија е една специфична методологија која што представува всушност еден систем за контрола на квалитет во областа на енергетскиот сектор. Дава добри резултати и ова се однесува малце повеќе на она да мудриот учи од други, а паметниот сака се да направи сам. Значи методологии за контрола и за енергетска ефикасност и значи контрола на енергијата постојат, даваат резултати во одредени општини во западна, централна и источна Европа веќе се воведени, даваат резултати и оваа методологија со овој проект планирано е да биде трансферирана кај нас. Втора цел на национално ниво ќе ни биде создавање на можности за одржлива примена на оваа методологија преку развој на национални развојни планови врз основа на резултатите од пилот имплементацијата и дизајнирање на национални ЕЕА шеми за финансирање. Потоа ќе се создадат и со оваа, значи цел на национално ниво е да се создадат можности за развој и имплементација на програми за градење на капацитети кај локалните власти, за успешно спроведување на практики за управување со енергијата со фокус кон примена на специфично иновативно финансирање. Следниот слайд. Значи цели кои што сакаме конкретно на локално ниво да ги постигнеме со овој проект се да се спроведе оваа ЕЕА методологија во трите целни општини и да се прилагодат процесите и инструментите на оваа меѓународна методологија кон регионалните и националните стратегии и услови. Значи, ние нема едноставно да ја фотокопираме оваа методологија, туку ќе биде адаптирана да ни ги даде најдобрите резултати и да се постигне најголемиот ефект во наши реални услови. Потоа, втора цел ќе ни биде да се овозможи примена на постоечки иновативни шеми за финансирање на програми и проекти за подобрување на енергетската ефикасност и превенција и заштита од влијанија на климатските промени. Ова е многу битно да го посочиме дека не само што ќе се подготвуваат документи, програми и проекти, тие треба да се спроведуваат. Еден од стандардите на квалитет е ЕЕА методологијата и донаторите на Западот се сензитивни кога ќе слушнат дека некои општини примениле одредена методологија за подобрување на енергетската ефикасност. Тоа значи дека ќе се зголеми достапноста до одредени фондови и донаторите ќе бидат особено сензибилни и заинтересирани општини и програми. И трета цел да се создадат услови и поддршка да се промовира активното вклучување на граѓаните во креирање и имплементација на програми за подобрување на енергетската ефикасност, превенција и заштита од влијанијата од климатски промени на локално ниво. Значи, учеството на граѓаните не е само една академска категорија или би било добро тоа да се случи. Тоа се однесува на споделување на одговорност, реализирање на реални приоритети и значи оваа методологија дефинитивно се засновува на правото на граѓанинот да учествува во донесување на одлуки. Следниот слайд ќе го молам. Клучни активности. На национално ниво, значи, ќе се создаде национална рамка за имплементирање на оваа методологија. Значи, бидејќи ние имаме сериозен и одговорен пристап кон трансферирање на овие методи и знаење и искуства од успешните општини во развиените држави, ова сето ќе се спроведе така што ќе се создаде рамка која што ќе се одржи одредена програма. Значи, ова ќе се прави програмски осмислено.
Потоа ќе имаме, значи, клучна активност креирање и имплементација на програма за промоција на оваа методологија, ќе се подготви, ќе се подготват и ќе се адаптираат соодветни алатки за имплементирање на оваа методологија. Ќе потсетам, такви алатки постојат. Постојат регистри, постојат каталози, постојат значи пристапи кои што дефинитивно, пак ќе споменам, нема да бидат само фотокопирани, туку ќе бидат адаптирани. И она што е еден нов момент тука како клучна активност, ќе се постави една електронска онлайн алатка која што ќе овозможи следење, констатација и промена на состојбите поврзани со енергетска ефикасност и климатските промени. И како трето, ова е важно за општините, значи клучна активност е за членување на овие 3 пилот општини во Европската ЕА асоциација, која што членување само по себе носи одредени можности, да не кажам привилегии во однос на другите општини, но повеќе детали за ова понатаму. Во оваа презентација толку, ќе замолам за следен слайд. На локално ниво, она што е важно и интересно за општините, ќе се направи ЕА аудит, значи ќе се согледаат одредени состојби од аспект на енергетска ефикасност. Вакви аудити би требало да има барем 2 во секоја општина, и тоа почетен кој што ќе констатира состојби. Потоа ќе се креираат, еве во точка 3 од оваа презентација имаме подготовка на СКП, тоа се општински стратегии за енергетска ефикасност, кои што имаат и сегмент за климата, кои што ќе се имплементираат со најмалку една мерка ќе биде поддржана од овие стратегии, и потоа со аудит ќе се констатира одредена промена. Целта овде ќе биде, значи, со овие активности да се воведе еден систем на контрола на енергетската ефикасност, значи што и како се делува и кои и какви резултати се остваруваат, кој што е еден основен предуслов за да се предизвика промена. Значи, за да направиме промена, мораме да имаме почетна состојба, да имаме одредено делување и да имаме нова состојба. Потоа ќе се промовираат постоечки и иновативни шеми за финансирање и имплементација на мерки. Значи, вакви шеми постојат, дури кај нас засега се ограничени до душа на одредени кредити и други некои финансиски можности, но не би одел во детали, но постојат шеми кои што се многу корисни и кои што селективно поддржуваат, пак ќе кажам, општини кои што имаат соодветни програми и кои што можат да аплицираат. Исто така, една од активностите ќе ни биде да се работи на вклучување на јавноста и заинтересираните страни во процеси поврзани со креирање, но и имплементација на програми и политики и мерки во рамки на ЕА методологијата. Ќе замолам за следен слайд. Целна група конкретни се 3 општини. Кога ќе кажеме општина, ние во општината мислиме на советници, потоа советници на членови на релевантни комисии како донесувачи на одлуки и креатори на политики на ниво на локална самоуправа, но ќе учествува и општинската администрација, и тоа преку вработени во секторите или нивните одделенија, секако зависно од големината на општината. Знаеме дека во Карпуш имаме повеќе сектори, помалите општини веќе немаат сектори, имаат одделенија, но независно од тоа која структура се занимава со проблематиката, темата ќе биде луѓе кои што се вклучени во енергетиката, енергијата, енергетската ефикасност, животна средина, сообраќај, локален економски развој и слично. Тоа ни е директната, примарна целна група. Ќе вам молам следниот слайд. Значи, заинтересирани страни, покрај директно вклучената целна група, индиректна целна група ќе ни бидат асоциациите и мрежи на општини, пример планските региони. Ова не е тајна дека ние сакаме да почнеме со вас и вие како пилот општини веројатно први ќе ги почувствувате придобивките, но ние сакаме ова да се прошири. И една од методите и начините како вие соработувате како општини, вие членување во плански региони, така да се надеваме дека вие убавите искуства ќе можете да ги споделувате и на некој начин ќе се изврши влијание и другите општини да се приклучат на една ваква програма или некоја слична програма во иднина. Ќе ни бидат, значи, во заинтересираните страни некои експерти за енергија што ги имаме и на локално и национално ниво, потоа бизнис секторот, вклучително и банки и други финансиски институции, граѓанскиот сектор, еколошки организации, други невладени организации и здруженија на граѓани, потоа националните власти. Знаеме дека на локално ниво имате релевантни министерства и подрачни единици,
па и луѓе кои што работат таму, значи и тие веројатно ќе бидат директно или индиректно засегнати и заинтересирани за оваа тема која што е покрива овој проект. И исто така и ќе бидат, значи, како заинтересирани страни планираме да се обратиме и до научно-истражувачките и образовните институции, како и до медиумите, од кои очекуваме поддршка во промоција не само на резултатите, туку и на самиот процес на реализација на овој проект. Ќе ве замолам за следниот слайд. Сега прашањето е зошто општините ова би го правеле или кои би биле придобивките. Па вклучените општини во Европа ќе бидат препознаени како доверливи партнери на општини, но и на заинтересирани инвеститори кои поддржуваат проекти и мерки кои се инклузивни во однос на локалната заедница и кои што имаат афирмативен однос кон климат. Ќе се оптимизираат давачките и трошоците за енергија, а ќе дојде и до намалување на ефектите од климатските промени. Сепак глобалните состојби се случуваат локално, како што рекол некој, умен и учен во областа на екологијата, значи локално треба да делуваме, а оваа програма е една таква можност. Ќе се унапредат компетенциите на стручниот кадар, кој во иднина ќе може да работи на изработка, подобрување и имплементација на стратешки, оперативни програми и проекти за одржлива енергија и климатски услови. Ќе се зголемат и можностите за обезбедување на финансиски средства за имплементација на програми и проекти од национални и меѓународни извори. Ќе имаме следниот слайд. Сега, очекувани резултати, ние очекуваме и со проектот ни е предвидено да се случи прифаќање и примена на докажани искуства и методологии, значи шеми и инструменти за управување со енергија од општини во земји во Централна и Источна Европа. Ќе се биде подготвен документ СЕКАП, значи стратегија и акцијски план за секоја општина. Ќе се реализира заштеда на енергија искажана во гигават часови годишно, како и ќе се направи проценка на заштедите во евра, кои што ќе ги има секоја општина, бидејќи, значи, плански и организирано ќе се делува во областа на енергетската ефикасност. Имаме и зголемена употреба, очекуваме, значи, зголемена употреба на енергија добиена од обновливи извори во општините, вклучени во проектот, а со тоа и превенција и адаптација кон климатските промени. Следниот слайд. Значи, накратко се реализира оптимизација на трошоците за енергија на општините, ќе се прифатат и применат докажани искуства и методологии, шеми и инструменти за финансирање на програми и проекти од општини во земји на Централна и Источна Европа и ќе се прифатат и применат докажани искуства и методологии за учество на релевантните заинтересирани страни и јавноста при креирање и спроведување на програми и проекти од земји и општини во Централна и Источна Европа. Кратко кажано, како мудри ќе учиме од туги искуства, а сега само ќе го интерпретирам и градоначалникот на Карпош, кој што кажа дека значителна поддршка на општините е не само финансиската поддршка, туку и трансферот на ноу-хау. Ние со овој проект дефинитивно ќе се потрудиме докажани искуства да трансферираме во нашиве три пилот општини. Толку од презентацијава, ви благодарам на вниманието. Доколку имате прашања, ќе се потрудиме кратко да ви одговориме, меѓутоа мислам дека во периодот што следи од 3 години ќе имаме доволно можности да соработуваме и да дадеме одговори и насоки за сите можни прашања што ќе произлезат. Ви благодарам. Благодарам, Марио. Ние во следниот период, се надевам и пред нова година, ќе направиме еден оперативен состанок со лицата од општините кои што ќе бидат директно вклучени во спроведување на активностите во проектот, така што ќе имаме можности многу подетално да се запознаеме со целата оваа проблематика. Градоначалникот на општина Кочани е тука и ќе го замолам да се обрати на присутните на овој семинар. Добро, уште еднаш добар ден и поздрав до сите присутни на овај Zoom состанок по повод презентацијата на овој проект. Навистина, ова е една многу интересна тема која
што треба да биде интересна за сите граѓани, а посебно секако засегнатите страни, односно локалните самоуправи. И при презентацијата господинот веќе ги спомна сите предности што ќе ги имаме од овој проект и навистина е добро што ќе имаме прилика да учиме од општини, односно од региони кои што веќе имплементирале вакви проекти, од кои што придобивките се повеќе од јасни. Меѓутоа и ние како граѓани, знаејќи ги сите овие придобивки или знаеме сите се ова што значи, меѓутоа многу подобро звучи кога имаме прилика да го видиме и да ни некој повтори и да ни покаже како навистина функционираат овие проекти на дело. И со тоа очекувам дека ќе се побудат интересите не само кај нас, кај граѓаните, туку и кај сите други, се со цел да допринесуваме за примена на вакви стандарди кои ќе влијаат директно на енергетската ефикасност, а преку тоа и на подобрување на животната средина, што навистина треба да биде една голема тема секаде во светот, а меѓутоа посебно кај нас, бидејќи сите ние знаеме каква е состојбата кај нас во целокупната држава. Ние како локална самоуправа сме свесни и подготвени за овој предизвик да директно учествуваме во ова, секако да учиме и да спроведуваме сето она што ќе биде потребно, се со цел, како што реков, да и ние дадеме директен допринос во овој дел. Како локална самоуправа имаме веќе одредени искуства во делот на искористувањето на обновливи извори на енергија, така во изминатиот период со поддршка на централната влада на најголемите потрошувачи во локалната самоуправа, како што е општината и две училишта, веќе имаме поставено фотоволтаични централи кои што користат обновливи извори. Со тоа штедиме, меѓутоа и допринесуваме за подобрување на животната средина, бидејќи не користиме други горива. Исто така, како локална самоуправа, ние имаме, бидејќи Кочани е едно подрачје каде што навистина има доста добри терени за искористување на сончевата енергија и од тука работиме урбанистички планови со кои предвидуваме, односно веќе и продадовме за 6 мегавати производство на електрична енергија од обнови извори и тој тренд ќе го продолжиме и во иднина, како што реков, да ги следиме модерните светски трендови и да допринесуваме, да делуваме локално, да размислуваме глобално. Благодарам, господин Илиев. Благодарам и на сите кои што се обратија и ја изразија својата поддршка кон овој проект. Инаку има едно прашање кое што стигнува на чет, а се однесува на тоа кои општини се вклучени во проектот. Овде можам да ги кажам кои дека пилот држави во кои што ќе се спроведува проектот е Македонија, Бугарија и Словенија, во општините каде што се спроведува проектот. А овде се покрај нашава организација се вклучени уште 9 други организации. Тоа се фундацијата Енефект од Бугарија, потоа Австриската агенција за енергетика, потоа е Алтернативи за енергија, која што е од Франција, Асоциацијата Green Building од Романија, потоа од Словенија е Завод енергетска агенција за областите Корошка Кстена, се вика таа асоциација, потоа волонтерската асоциација на локалната самоуправа и тела на локалната самоуправа од Украина, Сдруженијето, нашето Сдружение за хумано домување Хабитат, Институтот од Салцбург за домување и Brandes Energy, тоа е агенција од Швајцарија која што всушност ја спроведува оваа методологија во пракса, така што сите овие организации се надевам дека ќе дадат свој придонес за да успешно се направи проектот и успешно се примени методологијата во нашите пилот општини.
Не ги знаеме точно кои ќе бидат другите општини кои што се директно вклучени во проектот, затоа што нашите партнери немаат избрано се уште од општини. Ние тргнавме по принципот да добиеме поддршка од општините па да аплицираме, сакајќи на тој начин да ја подобриме и партиципативноста и доколку се добие проектот, секако да се даде и поголемо значење на самата апликација и од која ќе се добие проектот да се спроведат активностите кои е можно поуспешно. Другите држави немаат, кои што се тие држави немаат избрано се уште своји општини, ама во текот на проектот го знаеме кои се тие. Овде исто така во пораките добив порака од председателот на Комората на архитекти и инженери да се обрати овде, па повелете господине да се обратите на... Добар ден, значи јас сум професор Миле Димитровски, председател на Комората на овластени архитекти и инженери. Ја поздравувам работата и почетокот на работа на овој проект. Интересен е проектот, е многу значен за нашата држава, секаде кај што се спомнува енергијата, тоа е многу значено и ваквото работење во локалните самоуправи веројатно ќе биде пренесено и осем на овие тројца учесници и на другите општини во државата. Значи, сега за да информирам дека Комората на овластени архитекти и инженери Хабитат минатата година подпиша меморандум за соработка во кој што Комората ги стави на располагање своите ресурси на експерти. Инаку, како што знаете, Комората има околу 3000 овластени архитекти и инженери, но во Комората постои и посебно оделение за енергетска ефикасност, во кое што членуваат околу 120 овластени архитекти и инженери кои што имаат овластување за проектирање, ревизија, надзор и изведба на енергетски објекти. Уште еднаш ја потврдувам нашата подготвеност, нашите инженери од Комората да ги поканите и активно да учествуваат во реализацијата на овој проект, со што сите заедно ќе дадеме придонес во подобрување на енергетските карактеристики или општо за енергетските состојби во државата. Ви благодарам. Ви благодарам, професоре. Дали има уште некое прашање поврзано со проектот, презентацијата или некој да сака исто да се обрати на овој виртуелен собир? Многу полесно и поубаво ќе беше да можевме да се видиме во живо. Еве, јас Лиле упорно стискам со ова палчево за муабетење. Да, смеам. Да, не можам да видам. Велете, Лјупче. Да. Случајно или не, називот на овој проект е Excite. Excite беше насловот на проектот кој што со UNDP го правевме некоја далечна 2008 или 2009 година и представуваше прва база на податоци на локално ниво за потрошувачките на енергии по сите објекти кои што се во надлежност на општината, вклучително и уличното светло. Тука го гледам и Нехру. За жал, таа база исчезна или се стопира во 2014 година, што е по мене страшна трагедија, бидејќи и заробивме многу податоци, но и сметам дека тоа беше веќе еден трасиран пат да се лоцираат на месечно ниво потрошувачките во сите општини и голема енергија се потроши за да ги обучиме локалните самоуправи да направиме енергетски менаџери кои тоа ќе го прават. Значи тоа е нешто што мислам дека е штета за ова држава, бидејќи застанавме онаму кај што веќе прилично добро стигнавме. Но еве, името кое се поклопува, нека значи некој нов почеток на еден друг начин да продолжиме овие работи кои што се од битно значење. Спомна градоначалникот од Карпош две работи. Првата е дека ние дефинитивно
2021 стартуваме со мониторинг и управување на енергијата во општината и мислам дека тој практичен пример ќе биде во склад со она што ќе го работиме во наредните 3 години во овој проект, а тоа ќе значи дека не рачно како што го правевме со собирање на сметките на крајот на месецот, него овде ќе имаме онлайн податоци, значи со земање примероци секоја минута од сите 270 броила во општината, нивно следење и можност со фидбек, комуникација, управување, значи намалување на температури, управување со овие системи кои што ги следиме. Понатаму, што сметам дека е најважно за овој проект, освен на локално ниво, мислам дека е од голема помош овој проект за државата од аспект на тоа што до сега страшно ни недостасуваше кога во државата се изработува разни стратегии и така натаму, значи по методологија од горе надолу, без да ги имаме соодветните податоци за потрошувачките и податоци по методологија од долу надолу. Јас мислам дека вака ќе покренеме една обратна работа да на локално ниво, не само во 3 пилот општини, туку во сите општини направиме една база која што ќе овозможи за изготвувачите на стратегиите во државата да им овозможи точни податоци за потрошувачките и областите кај што таа енергија се троши реално во државата. Значи, ние имаме сега аспект што произведуваме како енергија во државата или што ќе увеземе, но немаме податоци за тоа што точно и каде ја трошиме таа енергија и дали имаме можности за заштеди на местата кај што ја трошиме. Така јас го гледам овој проект. Секапите се една обврска која што секако ќе мораме да имплементираме. Тоа е по мене едно обединување на СЕАПите до сегашни кои што се работеа, обединување на ЛЕАПите и обединување на програмите за енергетска ефикасност во еден друг по-опсеопфатен стратешки документ и ќе биде добро да тоа почнеме во овој проект да го направиме. Кажа и нашиот градоначалник дека Карпош како дел од градот Скопје не може формално кажано да прави секап сама за себе, туку тоа мора да биде во рамките на секапот на град Скопје. Но јас тоа не го гледам како пречка, бидејќи еви во делот на урбана мобилност ние не можевме посебно да правиме некој плански документ, тоа беше со ГЕСКО работевме, но ние као Карпош сработивме посебен план за урбана мобилност, па сакаме тој да го уклопиме во градот. Така да не гледам дека Карпош, за разлика од Кичево или од Кочани, ќе има некој хендикеп во ова и ќе се чувствуваме како равноправни партнери и можеби во нешто со нашите пракси до сега да успееме да го спроведеме како треба. И уште последното, мислам како идеја од аспект на работењето понатаму, во најбрз рок да срочиме од овие 3 општини технички тимови кои ќе работат оваа проблематика заедно со Хабитат и со сите помош. Тука не гледам ограничување ни од за да не ги вклучиме ниту комората, ниту асоциацијата на енергетски контролори и невладин сектор, но да веќе таа оперативна група полека во наредниот период ја направи. Благодарам, ете толку сакам да сугерирам. Благодарам многу. Полека времето истекува, мислам дека 10 минути го пробивме рокот колку што беше планиран овој состанок. Ако ми дозволите само на кратко да прецизирам што беше кажано и кои ќе бидат следните чекори.
Секако голема благодарност до сите кои што присуствувавте на овој состанок и извинување за евентуалните грешки кои што беа направени, затоа што верувајте дека е многу тешко ова да се организира, посебно кога не сме имале прилика директно да се запознаеме поготово со тимовите во општините и да го презентираме проектот на еден состанок лице в лице, што би се рекло. Се заблагодарувам на обраќањата на градоначалниците, на представникот на Министерството за економија и секако на сите кои што се вклучивте во дискусијата. Беа кажани убави зборови за почетокот, за проектот, ова е само почеток и се надевам дека ќе ги оправдаме очекувањата на сите во врска со овој проект, ќе си ги оправдаме и нашите очекувања, затоа што оваа методологија треба да биде некое надополнување на познатите СЕАПи и треба да се вклопи во методологиите кои што се препорачани од иницијативата Спогодба на градоначалниците, така што овозможува некое сеопфатно следење. Ја барем се надевам дека индикаторите кои што ќе се следат и кои што ќе бидат предложени во овие плански документи ќе можат лесно да се мониторираат и да водат кон резултати кои што ќе овозможат поголема енергетска ефикасност на локално ниво и заштита на животната средина. Она што следува е дека ќе треба, и Лјупчо тоа го спомна, да ги направиме тие оперативни или технички тимови и да организираме веќе во следниот период најбрзо што можеме еден состанок на кој што повеќе во детали ќе го разгледаме проектот. Ова беше само една генерална слика што ќе се работи, кои се очекувањата во следниот период од 3 години. Јас на сите би сакала уште еднаш да се заблагодарам и за трпението, и за добрата волја, и за целата поддршка што ни ја дадовте. И се гледаме во следна прилика. Се надевам дека наскоро ќе се видиме со сите вас во живо на некој од настаните кои што ќе ги организираме за овој проект или за некоја друга прилика. Ви благодарам и ви посакувам се најубаво. Благодариме исто. Благодариме, пријатно. Поздрав до сите. Поздрав. Пријатно. Чао.